Остануваме на тема спорт до 8 часот во Македонија наутро. Македонија е домаќин на европските младински олимписки игри, настан што носи енергија, спортски дух и голема надеж за иднината. Но што ова значи за младите кај нас? Дали ваквите спортски манифестации може да бидат двигател за долгорочен развој? Како спортот влијае на менталната, физичката и социјалната формација на младите луѓе? Утрово на овие теми со професор доктор Иван Анастасовски од Факултетот за физичко образование, спорт и здравје да поразговараме за поширокото значење на спортот, а и ваквите настани за целокупната македонска младина. Професор, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Ване, за тебе и за вашите гледачи. И се надевам дека во утро ќе имам интересна тема, а впрочем и она што го слушнав од вашата најава, апсолутно се работи за нешто многу значајно и за нашата општина Куманово, и за главниот град Скопје, но и за цела Македонија. Па, затоа и ве поканивме во студиото малку да поразговараме и од стручна и професорска гледна точка, што значи за една земја како Македонија да биде домаќин на европски младински олимписки игри. Вака, не само за една држава како што е Македонија. Верувајте, кога се работи за спортот и спортски настани, за било која држава, за било кој систем е многу значајно да ја добие организацијата за организирање на било кој ранг спортски настан. Ова го говорам од аспект на тоа што многу малку се моите студенти, тоа го коментирам со нив, знаат дека ја докторирав на тема спортски манифестации или спортски настани од еден социолошки аспект. И работејќи на таа тема и на таа проблематика, ако може така се нарече, констатирав една дефиниција за тоа што во принцип значат спортските настани и спортските манифестации. И таа дефиниција провеува во сите мои учебници кои ги користат студентите. Многу ретко некој автор, не само од кај нас и од надвор, се одлучува да го дефинира многу длабински што тоа представува спортски настан и спортска манифестација. И сега да не навлагам во таа теорија, знаете и сами какви се борбите на државите помеѓу себе да успеат да добијат некоја спортска манифестација. Какво е тоа лобирање, дури имаше криминални активности, мито, корупција, за кои што 20 членови на светската фудбалска организација се приведени за тоа дека со својот глас допринеле некоја држава, Катар конкретно, да земе одреден спортски настан. Тоа сето покажува колку државите помеѓу себе водат надпревар во спортски жаргон за да добијат одредено спортско надпреварување. Ако говориме од највисокиот ранг олимписките игри или летните олимписки игри говорам, па потоа најпромовираната спортска дисциплина фудбал, да добиете светско или европско првенство во фудбал, тоа се настани кои траат по месец ден или повеќе и тие немаат само спортски карактер. Тие имаат и културолошки карактер, имаат и економски карактер, социолошки карактер, од туристички сегмент, од повеќе сегменти мора да се анализира организација на еден спортски настан. Еве, ние како мала држава имавме таква чест и задоволство, дури ако се сеќаваш и ти самиот, Ване, овој настан лани на Today Sport Summit беше најавен од страна на претседателот на Македонскиот олимписки комитет, господинот Даниел, кој во својата најава апсолутно гордо пристапи со тоа дека Македонија има добиено еден ваков настан. Значи, организација на олимписки игри за младинци до 18 години. И ова ќе има многу голем бенефит за градот Скопје, значи од повеќе аспекти, но исто така со овој настан доби можност и нашата општина Куманово да се промовира, бидејќи во моментот во реконструкција е новата сала, старата сала се реконструира и таа треба да биде пуштена токму за овој настан, каде што 3 дисциплини, кошарка мажи жени, девојчиња машки и бициклизам ќе се одвиваат во таа општина. И сега можете да замислите, од она што имам јас како информација, над 800 волонтери се пријавени од целиот свет да бидат дел од овој настан. Згоре на тоа, бидејќи се работи за младински олимписки игри, верувајте дека секој родител кој има сопствено дете, кој ќе учествува во овој
голем настан спортски за нашата држава ќе биде присутен и според некои информации веќе капацитетите во крајот на јули се резервирани и во главниот град и во општина Куманово, што на некој начин ова покажува колку се блиски помеѓу себе спортот и туризмот. И ова е многу важен сегмент за тоа да младите луѓе во нашата држава го сватат значењето на спортот и на Олимписките игри, и ја верувам дека ќе придонесе да што повеќе младинци се вклучат по овој настан во спортските школи или спортските дисциплини кои се на територија на нашата држава. Колку ваквите меѓународни спортски манифестации влијаат врз мотивацијата и спортските аспирации на младите луѓе? Па видите вака, генерално спортот има силно влијание врз младиот организам, врз младиот човек и целокупниот негов развој или развојот на младата личност. И тоа, верувате, Ване, од повеќе аспекти. Први, тој придонесува за физичкиот развој на детето, го подобрува здравието, од и таа редовна физичка активност која треба да ја манифестира младиот човек, не само младиот човек. Ја, пример, секој ден употребувам физичка активност чисто за себе, за своји перформанси, за сопственото здравје. Таа физичка активност кај младиот човек ја зајакнува мускулатурата, го јакне кардиоваскуларниот систем и на крајот на денот, ако од мали нозе младите луѓе се придобијат кон спортот и физичката активност, верувајте, тие ризикуваат под наводници да градат сопствени здрави навики за себе кои во иднина многу ќе им значат. Тоа е првиот сегмент. Вториот сегмент е она денеска најважното, најзначајното менталното здравје. Преку спортот се подобрува концентрацијата и дисциплината и самото тоа на младиот организам, на младиот човек кога е дел од некоја спортска дисциплина го и јакне сопственото ментално здравје. Сега тоа е некоја новина во нашиот општествен систем после транзицијата и менталната проблематика или проблемите со менталното здравје многу е наметнато не само кај возрастните, туку и кај децата од најмала возраст, а особено влијанието на социјалните на телефоните, овие што се таблетите, сето она што е компјутеризација, за кои децата се по цел ден на таквите уреди, емоционалниот развој како трета компонента, она што мене многу ми значи социјалниот развој, спортот гради тимски дух, ги учи младите како да соработуваат едни со други, како да се социјализираат, како да имаат подобра комуникација. Тоа е навистина една сериозна алатка која има кај себе спортот. И на крајот на денот петата компонента е изградба на одредени вредности кај младиот човек кој понатака ќе направат во текот на градење сопствената кариера да биде попрофесионален, поодговорен и да има подобри професионални, да кажеме, вредности, бидејќи не мора да значи ако спортот ќе успеете да бидете професионален спортист, меѓутоа оно што ќе ви даде спортот понатака во животот ќе ви значи многу како на тој млад човек, како градење на една личност. Кога зборуваме за младите луѓе, во каква кондиција е младинскиот спорт во Македонија денеска? Дали имаме доволна системска поддршка на младите спортисти? Кое е вашето мислење? Па вака, она што го видов од вашиот прилог пред малку ме дирна, бидејќи кога говориме особено за тој развојот на младинскиот, или ја го викам тоа теоретски, па не, развоен спорт, каде што се вклучуваат млади до одредена возраст, нели се знае како е границата за млад човек и според европските директиви. И она што го видов од вашиот прилог, особено беше значено кога се говореше за женскиот фудбал, кој што генерално во Европа е во подем, и она што самите фудбалерки или спортистки го истакна дека дури и родителите понекогаш даваат отпор да ги пуштат своите девојчиња да бидат дел од фудбалот. Фудбалот го рачунаат како машки спорт. Претпоставам тоа е нешто што е вродено кај нас повозрастните и мислам дека е погрешна перцепција. Фудбалот си е спорт, дали ќе се вклучени девојчиња, дали ќе се вклучени момчиња, без оглед тоа е сепак најпопуларна спортска дисциплина и од тој аспект пробав да обезбедам одредени податоци, и добро е што ние денеска имаме Министерство за спорт кое е надлежно во тој сегмент за развој на спортот. Особено
луѓето во Министерството за спорт треба да водат сериозна грижа за тој развоен спорт кој е многу значен понатака за да вие имате масовност, да имате млади и да можете од тоа да очекувате да имаме добри професионалци, спортисти кои понатака ќе ја промовираат нашата држава. Од она што може да се види прецизно како податок, 440 милиони денари е комплетно, или над до 8 милиони евра буџет за спорт, од кои што Министерството одвојува 100 милиони денари токму за младински женски спорт, значи за младински женски спорт и тука исто така за младински спорт во индивидуалните спортови. Сега, ако гледаме од аспект дали е тоа доволна сума, дали е на спортот му треба многу пари. Оти спортот денеска е таков сегмент, општествен сегмент кој зависи токму од капиталот, од парите и големи количини на финанси мора да обезбедите за да поттикнете еден млад човек или младинци да бидат дел од спортската дисциплина, од одредена спортска дисциплина. И знаете како е кај нас поставено? Спортските школи се финансираат од чланарини. Не секој родител, едно дете, две дечиња, други активности, има можности да плати за собственото дете да биде дел од некоја спортска школа. Во тој сегмент многу таленти се губат, бидејќи немаат можност, за жал. Тука мислам дека државата треба да најде модалитет, а тоа може да го направи во договор со тие, без оглед што спортските школи се организирани на приватна база или се здружени на граѓани, там организирани со 5 лични карти, да најде модус како дали општините од собствените буџети кои може тоа да го прават или државата, Министерството за спорт конкретно, да ги субвенционира активностите на спортските школи. Оти спортските школи, нивното екзистирање е базирано исклучително на чланарината, на буџетот на семејствата на родителите. И тука е опасноста да нам се губи таа масовност, да ние ги донесеме на некој начин младите према спортот. И од таа најмала категорија е скапо да бидете дел од спортот, а не понатака да го градите еден млад човек како професионалец со сите сегменти кои се потребни. Не е ефтино да изградите, не е ефтино, буквално ова го говорам, да изградите професионалец или професионален спортист кој ќе биде репрезент на нашата држава. А професоре, дали да се вратиме повторно на Европските младински олимписки игри, кои што всушност е и причината да разговараме на тема млади и спорт, дали настани од ваков тип може да ја променат перцепцијата на општеството кон спортот како клучна вредност, а не само како рекреација? Еве, тука ги исклучуваме, не ги ставаме само младите, се ставаме сите во кош. Токму она што на почетокот го говореване. Значи, спортската димензија на организирање на еден ваков значаен настан е едно. Каде што ќе учествуваат одреден број на спортисти млади, професионалци било како, ќе се надпреваруваат во повеќе дисциплини, меѓутоа сето она што повлекува еден таков спортски настан. Значи, ја пак ќе повторам, тој има и сериозна туристичка импликација, економска импликација врз нашето општество. Оти, верувајте, ова е потврден податок дека капацитетите во тој период во главниот град и во Куманово се пополнети. Сите тие родители, членови на семејство, може пошироко, потесно, пошироко, кои ќе бидат тука, ќе мора да потрошат одреден дел од собствените финансии, да јадат, да пијат, да купат одредени сувенири. И сето тоа, знаете како, е поврзано токму со организација на еден таков настан. Затоа во една прилика, ја кога цитирав една германски економски магазин, кој говори како се мери поставеноста на буџетите на Бундеслигата, не ја гледате само кроз тоа дека луѓето дошли да гледаат некој спортски настан, туку ја гледат кроз тоа во тој период користење на транспорт. Тој влага во делот дека транспортот користејќи го при еден спортски настан го полни буџетот на градот, на општините или на државата. Потоа сите капацитети кои во тој период се пополнети, храната која ќе се дистрибуира кога во трајање на Бундеслига, и они кажуваат многу прецизно, таа лига има профит од 5 милиарди. Една лига. Ние немаме таков капацитет за жал, меѓутоа ние мораме ова да го искористиме како одлична можност да преку спортски настан и ја промовираме сопствената држава. Многу од овие родители може и за прв пат слушнале за нашата држава, да се разберем. Ќе бидат тука и ќе имат поинаква слика за Македонија.
И за крајете во последниве 2 минути кои што ни остануваат, што би било најважно да се направи ако сакаме ваквите настани да останат да остават долготраен позитивен ефект врз младите и спортот во Македонија? Нели ќе дојде настанот, ќе заврши, но што треба да направиме за да ги имаме ефектите подолгорочно? Па кај нас секогаш некако така ги работиме кампањски работи. Ќе се направи настан, ќе заврши, тогаш ќе има еуфорија и потоа нема бенефиција. Ако сеќавате, ние пред извесен период го имавме финалето во Суперкупот. Доаѓа Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед и колку тоа значеше за нашата држава. Во принцип, јас се надевам дека ова ќе биде само еден почеток, дури и за Олимпискиот комитет, кој има надлежност на сето ова, да понатака се вклучи во борба за организирање и некој позначен настан. Ако не може Македонија сама, денеска има еден принцип кој се во спортот многу вешто се применува, се прави регионализација на организирање на настани. Србија и Албанија ќе имаат Европско првенство до 21 година во фудбал. Знаете што тоа значи? Не знам зошто нашата држава, Македонија, не е вклучена, можела со еден стадион апсолутно квалитетно да учествува во сето тоа. И верувам дека промовираноста на еден таков настан ќе се доближи до младите, ќе ги мотивира младите понатака да бидат дел од спорт, ќе се зголемува масовноста во спортските школи од една страна и сето тоа би требало, знаеш како да резултира со еден притисок кон властите, кон надлежните институции, Министерството и другите спортски асоциации, да сватат дека спортот игра клучна улога во развој на едно општество, каде што најголем процент се младите, и спортот е многу сериозна алатка за промовирање на едно општество. Ако така гледаме на спортот и на спортските манифестации, верувајте дека можеме во иднина да очекуваме и многу позначајни спортски настани во нашата држава. Професоре, благодарам за гостувањето утрово во утринската програма на Јавниот сервис. Убаво е вака малку постручно да разговараме за овие настани. Секако во фокус ни беше еден настан кој што е сега актуелен, но во целост сигурно ја сватија нашите гледачи и вашата порака како треба да му пристапуваме на спортот и на младите во иднина. Благодарам. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Точно 8 часот, време е за првото издание на утринските вести.